Мои почитувани приятели на Балканец на Борењето. Сакам едно видео сега да направя, да го поставам на мојот YouTube канал. Се однесува за легендарниот Балканец и купот на европски шампиони кој се одржува во Штип 73 година. Но пред да почнам да кажувам за Борењето и ситуациите во Борењето, сакам да кажам, да представам личната карта на Балканец. Значи, борачки клуб Балканец е формиран на 7.1.60 година. Прв тренер бил Аристо Таков, шампион на Југославија, у слободен стил во 63, 64, 67, 71 и 72 година. Председател Љупчо Кангало, подпредседател Александар Бурич и секретар Зајтеников Борис. Тоа е личната карта на другото, да не верувате ништо кога е формиран, што е. Он е формиран уствари како секција, работи у друштвото Партизан, но како секција, не како клуб. Званично регистрирање у дејноста спортски клуб 60 година, 7.1.60 година. И од тогај Балканец постои како борачки клуб. Ово се пишале весниците и третото место голем успех за Балканец. Ово изјави да што дават борачите, еве тука има нешто. Санде Коцев нешто дава свое мислење. Еве ги тука екипите, во има и резерви, не со сите учесници. Првата екипа има резерви. Еве ги тука. Сега да поминеме да ви ја представам екипата на Балканец. Томе Атанасов тренер, Добре Маринков на 68 кг и капитен на екипата, Дуре Арифов 48 кг, Данчо Стојанов 52 кг, Симон Шутев 57, Елми Битич 62, Санде Коцев 74, Томе Коцев 82, Ферати Син 90 и 120 и 100 кг, капетан Читаковиќ Слободан, офицер у ЈНА, у гарнизонот Штипски, доаѓаше, тренираше кај нас, уклопи се со нас, стана борач тешка категорија, немаваме ние тешки категории, стана добар борач и стандардно ги бранеше боите на Балканец у лига такмичењата. Здружи се со нас, излеваше на Корозо, дружише се и стана Штипски зет, жени се у Штип. Сега тука сакам да потенцираме на работа што по моје гледање не е добра. За капитен на екипата Добре Маринков, по мој резон, моје мислење и моја компетенција, компетентен сум да го кажам тоа. По мене мислам дека требаше да би Симон Шутев, ама он беше едно скромно момче, едно скромно дете, еден скромен човек, што ја не знам дали таков човек може да се роди уопште. Он не знаеше на човек да му сгреши, он не знаеше, имаше само две узречици и кажуваше кога некој почнеше да го негира дека он бил воа, дека бил слаб борач, дека не бил од него и мало подобри, како сега што викат ние имаме како него 100, а он се прави дека е добар. Тоа со се од злоба и љубомора. Беше таков човек, не знаеш да се боми, иначе он требаше да биде капитен на местото на Добре Маринков. Од фактот што првиот спортист, борач, учесник на Олимписки игри од Југославија во слободен стил е Симон Шутев од Балканец од Штип. Што треба поголемо од тоа да се каже? Нему уопште добиено третман никаков од градот Штип, од градските фактори.
некои добија и станови, работи по 2-3, запослија си фамилии, деца и се, и се уште се, добро, ама тоа се такви луѓе што се е малку и се мислат ништо не се добиле, преценуваат се многу. Сима нема ништо добиено. Калибар борачи како Симон Шутев, кога одеме у Бугарија, у парковите имаше споменици, како што ги имаме ние у Штип на хероите, на борците, имаше на борачите такви. Ењо Волчев, не знам тамо кои тие бугарските борачи у наше време што беа споменици за првиот борач носител на медал од светско првенство Дан Колов, за кој се одржува незванично светско првенство, турнирот се вика Дан Колов. Има музеј со сите негови книги вадено, умножувано, метар на метар, џидишче, се што има. Ние за Шутев немаме ништо. Една уличка не се најде едно парче да го ставиме први олимпиец на Југославија, тогашна Македонија, од Штип, Симон Шутев, да се вика Симо Шутев. Не, забравиме го, ако не сме ние тука со порталите, со вие страните што ги уредуваме, што одеме од весниците, што истражуваме, благодарение на професор Новиć Здраве, што ја направи една книжка скромна за него, да има некој белек, иначе ќе се забраве, мислам, ако не е боја, ќе се доаѓат нови дечки, нова градат, нова историја, овие што се не ги спомнуват, вие резултати они вие што се сега не ги спомнуват, затоа што не се они учесници у тај успех на Балканот, а тоа се успеси. Успеси се што не верувам више да ги постигне некој, ни поединечно како борачи да има Балканец, ни како екипа. Нема лига, нема дека да се докажуваат, нема првенство. И сакам да кажам дека тоа финале на Купо на европските шампиони, што се одржа у Штип, учествуваа и Динамо од СССР, Русија, ЦСКА од Софија, турскиот шампион и првако на Југославија у слободен стил Балканец од Штип. Значи, што можеме да кажеме? Руските борачи се сила број 1 у светот. Бугарските исто у тоа време беа, па некош и минеа ги подобри и од русите беа. И Балканец. Сега тука за самото првенство македонската телевизија праќа камион комплет, тие што се за снимање згоре со антена, со унатре, професионално, се камионот беше паркиран пред театора, борбите се одржуваа у Народниот театар Штип, публика вриеше, сеќавам се, мајка ми, татко ми, не ќе додат, вика, мајке, ојте да гледате што е тоа борење, они не знаеа, не беа виделе, не можеа да замислат како тоа се борам, како одеме, кога одиме за Русија, сеќавам се, татко ми вика на мене, дојде дома, плака, викам, шо бе тате плакаш? Абе, синко, вика, како бе, вика, качуваш се горе у небото, бе, јако падне тоа стопанка доле, бе, вика, шо ќе биде, бе, лом ќе стане, шо ќе правиме, за кај сме ја и мајка ти после. И сакам да кажам, они не можуваа да улезат да го гледат борењето, дома дојделе на телевизија и ги гледали борбата, се на вестите ја даваа мојата борба, локалните телевизии, тоа само уди да тражам у македонската телевизија да ми даат снимка, да ќе платам 100 евра, 200 евра да преснимам, ќе го врнам тоа CD-то што има тамо, тоа не знам што имаше. Нема, вика, тие што беа новинари, кога идат у пензија или кога си идат од телевизијата, земат се тоа што е поважно. И немаме ништо, тоа не може да најдеме и немаме белези. И се останува едино ова, јас што го правам, да остане нешто спомен за генерацијата. Наслутувам дека ќе се избрише се тоа, тие кажа прескат,
доаѓаат нови дечки што градат некоја вештачка не права историја, со сили прават, качуваат се на пиедестали, прво место за нашиот борач, а борачот качен на прво место, до него тренерот качен нема втор, нема трет. Тоа е едно време ти да тоа беше страшно да идеш на државно првенство, на лига такмичење, автобуси пред хотел Астиво се собират, одеа пуни автобуси да навиват дерби со Радовиш, дерби со Скопје, со Вардар, со Спартак Кочани. Тоа беше доживле, се живееше, градот живееше за тие работи. Има надпис како штипските борачи стана вице шампиони на Европа, кога станаме втори у Софија, дека градот живее за борењето, дека борачите се умилени, дека секој сака да ги виде, да ги поздравя, да ги честита. Тоа беше, сега нема ни новинарство, тоа е се политика, политиканство. Фанати се тие што одека е власта и од таму пишува и за тоа пишува, ама тоа си е друга политичка работа. Нека другите гледат, нека донесуваат заклучок. Сега сакам да пренесам малкучко тука за како го виделе овие гостите што се вика сите прво финале во Купот на европските шампиони во борење. Сите се задоволни. Вика Русев, тренер на ЦСКА од Софија. Задоволен сум од Штип, приемот извареден, добри борби, према јачината на екипата, задоволни сме со второ место. Балканец можам да кажам дека располага со добри борачи, но по се изгледа физички подготовка и техничко знаење не е на нивно ниво. Со тоа што Балканец стана трет е голем успех. Бојков, водач на Динамо од Москва. Се беше во најдобар ред. Им благодарам на сите кои допринесеа првиот финале да заврши како треба. Од името на нашата екипа и благодарам на публиката за поддршката ни ја дадоа во решавачкиот меч ЦСКА. Сметам дека пласманот на екипата е реален. Ние имавме тешка задача да ја освоиме шампионската титула, иако во средбата со ЦСКА постигнавме висока победа. Тоа беше неизвесен меч, а побитникот го решаваа подобрите. Физички подготвени на физичка подготвеност на нашите борачи. Иван Круј, судија и тренер на унгарската репрезентација. Носам незабележени печатоци од Штип. Организацијата беше на високо. Задоволен сум и од прикажаните борби. Екипата на Динамо ЦСКА прикажа врвни квалитети. Прикажа врвни квалитети, беше тоа голем меч, за мене незаборавен. Во таква силна конкуренција домакините не можеа равноправно да се носат со гостинските екипи. Тоа е и разбирливо зашто во екипата на Динамо и ЦСКА се наоѓаат неколку европски балкански шампиони на својата земја. Од Балканец најдобар впечаток ни оставија тројца борачи. Данчо Стојанов, Санде Коцев, Томе Коцев. Со подобра работа тие можат да постигнаат добри резултати, а Томе Коцев може да го прослави борењето на вашата земја. Верувам дека еден ден ќе стане и европски шампион. Вика Маджаро за Томе Коцев, Санде Коцев и Данчо Стојанов, значи биле тога и најквалитетни борби прикажале. Цено Ценов, тој е делегат на турниро од ФИЛА. Он беше ново време председател на ФИЛА, на Борачката Европска федерација.
Вика, финалниот турнир помина на високо спортско ниво и овој пат се покажа дека слободен стил е динамичен спорт кој има многу приврзаници. Европска титула сосема заслужена ја освоја борачите на Советскиот сојуз во една навистина квалитетен и драматичен меч, тоа сака да каже со ЦСКА од Софија. Младите борачи на Балканец првата средба на турнирот против ЦСКА има трема и не покажаа се што знаат. Во втората беа подобри, покажаа добар резултат, добри борби, посебно се истакнаа 52 Данчо Стојанов, 74 Санде Коцев, 82 Томе Коцев. Финалниот турнир ги оправда очекувањата на Фила. Благодарност за организацијата и убавиот дочек, посебно за председателот Кангалов. Хенри Хорхман, уредник на Спорт Катовице, вика, никогаш нема да заборавам своите нови пријатели, тоа беше права манифестација, а според квалитети резултатите на екипите се реални. Тоа е екипата, таа истата построена, тоа е кога се пред Балканец, еве го исто, истата екипа, еве го Томе. Тука си стои дека треба на постројувањето. Добре, Маринко се доваѓа тука на 68 кила, еве го дека е 68, Санде Коцев 74, Томе Коцев се 82, 90, Читаковиќ 100 килограма. Тоа е таа екипа на Балканец, што беше страх и трепет. После не можеше никој да победе. Кој можеше да најде бораш дека ќе отепа некој Дуре, Данчо, Шуте Симе, тоа бомба беше. Па тука идеме Битичи, Илми Коса замоташе, беше таков обесен борач, ама знаеше да прави добре. Маринко беше голем техничар, знаеше тие неговите сарми Нелзони, Санде Коце беше експлозија, подраци и од земјата. Томе Коце беше исто многу голем, широк борач. Само на меѓународните средби покажуваше слаб резултат. Ферати и син, исто и за тешкашите беше добар, Читаковиќ. Значи, тоа е легендарниот Балканец, кој 73 година во Штип, во Народниот театар, стана трет во купот на европските шампиони. Мислам, ова треба да остане за вечност, за младите генерации, за да се заштитиме од негации. Ово сум се јас правил, вие слики сум се правил, тоа сум се јас работил. Еве тоа горе што сум пишувал, што сум ставал слики, тоа па нормално ќе си ставам слика доле моја, ја го обработувам во. Останува во, ќе го поставам на мојот YouTube канал и мислам дека нема лабава. Фала на внимание, да сте живи, здрави и пријатно.